Благодарам. Имено заедно со колегите поднесуваме еден закон со кој што директно ќе влијаеме на намалување на цените. Нешто кое што пред неколку дена го најави премиерот, така да практично во онаа насока на пакет мерки за заштита на стандардот на граѓаните, покрај мерките кои што ги промовираше владата, одиме и со едно законско решение со кое што имплементираме модел кој што досега се покажал како успешен. Прво во државата Израел, потоа во државата Франција, Италија го превзема од Израел, а пред неколку дена се направија законски измени и Република Хрватска да го имплементира овој модел за заштита на цените на граѓаните. Имено кога ќе ги видите неколкуте модели кои што и целата Европа ги имплементира во нивните законодавства или во нивните системи за заштита на стандардот на граѓаните, ќе видите дека најсилна регулатива е сепак конкуренцијата на пазарот и граѓаните да имаат можност каде да ги трошат сопствените средства, односно граѓаните да одлучат за сопствените средства каде ќе купуваат и ќе одлучуваат по тоа како маркетите се однесуваат со нив. Бидејќи тоа кое што се случува во нашата држава, да синџирите, ланците на трговија се нелојални кон граѓаните, качуваат работи, качуваат маржи, се случува насекаде и затоа ние сакавме да дадеме можност како да ги натераме, како да ги на некаков начин да ја зголемиме транспарентноста и да ги внесеме во одредена конкуренција, да самите маркети, добавувачи и производители се борат за да имаат што е можно повеќе купувачи. Со ова законско решение, кое што не популистички, некако овие до сега кои што кога ќе сме на власт ќе ги одбиваме, па ќе ги предложуваме, па во една мерка на лидерот на партијата сами меѓу себе ќе си создаваме антитеза, ќе започнеме дека не треба да се замрзнуваат цени, па потоа во 7-те мерки ќе предложуваме замрзнување цени, тоа го баталуваме на страна затоа што до сега тие економски гениалци видовме до каде не донесоа, 20% имавме инфлација. И сега ете даваме едно решение кое што иде на следниот начин, а тоа е да сите големи, мали и средни трговци, а тука ги исклучуваме микромаркетите и индивидуалните трговци, да имаат обврска на своите веб страни, да ја објават цената на секој еден производ за секој еден маркет. И паралелно со тоа, во истиот закон даваме плюс обврска и плюс можност на државниот пазарен инспекторат да ги контролираат по овие основи. Што е суштината со ова? Затоа што видов дека економскиве гениалци веднаш излегоа, па пуштија комични партиски соопштенија како ќе сме се бореле со веб страните, па да знаевте немаше да имате 180.000 гласа и за среќа имате 180.000 гласа и сега ќе се седите од резервна клупа и ќе си гледате како некој може да се мери и со трговски картели кои што вие директно, и тоа ќе си се докаже во понатамошниот тек од нашата работа, се договаравте за одреден бенефит и за кој што вие ги потикнуваат уште да се однесуваат така, ќе има можност на ваква законска платформа да се создаде можност да се креира апликација или додатна интернет алатка, каде што сите овие цени од сите овие маркети ќе бидат достапни на граѓаните. На тој начин, покрај овие мерки кои што веќе ги имаме превземено, граѓаните ќе може одблиску на интернет да видат во кој маркет за одреден производ или кој бренд како се движи цената на пазарот. За тој начин, онаа маса на пари кој што ја има граѓанинот, а и релативно, па би кажал, просторната блискост на маркетите, се создава конкуренција да самите тие маркети се борат, како што кажав, за масата на купувачи кои што ја имаат. Односно, ако имате вие 10 парички како единица вредност и доколку сакате да ги потрошите во маркет, ќе можете према некое електронско помагало да одлучите каде ќе ги потрошите вашите пари. На овој начин се засилува транспарентноста и се превземаат овие модели кои што веќе даваат резултат. Ние сметаме дека заклучно со мерките кои што ги превземавме, а кои што идеа во следнава насока, на 8 најфреквентни производи кои што се купуваат во сите домаќинства, цените да им бидат замрзнати, на наредните да се ограничи маржа на 10% и уште една група да бидат 15%, но кои што се зафати, па би кажал, една лепеза од една палета од над 1000 производи, дополнително со овој надпревар кој што треба да гарантира транспарентност, фер конкуренција и заштита на потрошувачи, ќе успееме дополнително да ги намалиме цените. Практично, уште еднаш ќе повторам, ова е законско решение кој што успешно се имплементирало во Израел, па потоа во Франција,
во Италија, Хрватска, а ние сме исто така една од земјите која што во регионот и прва го носи овој закон. Ова е законско решение кое што директно оди во насока на контролирање на цените во малопродажбата. Благодарам.